Благодарам, председателке. Јас ви се чудам зашто не му верувате на господинот Заев. Па тој два пати кажал на говорница дека ќе се направи топлификација на Битола, не само топлификација, и гасификација. Све ќе се направи. Еве, јас пред неколку дена им читав на пратенички прашања вашето токму прашање, тој кажал одговорот е битолчани да знаат топлификација на Битола ќе се спроведе. Прашање е дали ќе биде комплементарен со гасификација или ќе бидат два паралелни системи. Че човекот кажал пред година и пол. Он има уште доволно време во мандатот, 30 на дена, од кои 20 на се работни, 22. Ќе се заврши таа работа за овие 22 дена. Што се нервирате? И 500 евра плата ќе има, и во ЕУ ќе влеземе за овие 22 дена, и клинички центар ќе се направи. Све ќе се заврши. Втора работа за инверториве. Ништо, господин Илиевски, ич да не се нервирате. Че тоа дома, тие што ќе земат, прво ќе оди по партиски список, знаете, како фонд за иновации кога делат пари за партиски список, ама нема врска, не треба ги делиме граѓаните. Добиле. Колку повеќе добијат, толку подобро. Кога ќе излегуваат нивните деца надвор, на училиште да одат, во училиште, на слободни активности, музичко, англиски, на игралиште кои ќе излегуваат, со едно црево, секое, значи, во претходната влада имаше компјутер за секое дете, сега ќе има црево за воздух за секое дете, па ќе си шетаат по улица со црева поврзани дома со инверторите и ќе го решиме проблемот. Плюс, заради тоа што ќе се појави огромен дефицит за црева, ќе направиме, односно ќе направат една фабрика за црева во Струмица. Таму е бизнисот. И на крај, да ви објаснам вака без сарказам. Господин Илиевски, господја Кузмановска, овој проект на топлификација на Битола го донесе со закон претходното собрание. Но има еден проблем зашто овие господа не ќе да го реализираат. Заради тоа што за овој проект стои КФБ банката. Тука нема бизнис за нив. Затоа битолчани се жртви. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор?